познат фотограф, а катедрата за фотографија е навистина успешна токму во рамките на овој универзитет. Станува збор за интернационалниот академски проект Урбанити. Една од работилниците се одржа минатиот месец во Белград, преостануваат уште две. Една која што треба да се одржи во јуни месец во Скопје, како и во ноември месец во Дортмунд, Германија. Какво беше искуството од оваа прва работилница Урбанити и на професорот Роберт Јанкуловски, како и на неговите студенти, ќе дознаеме во продолжение од прилогот кој што следува. Студентите по фотографија од Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА во класата на професорот Роберт Јанкуловски се дел од интернационалниот академски проект, кој опфаќа 3 работилници на тема Урбанити. Тоа се 3 работилници на тема урбана фотографија. Се одржуваат во Белград, Скопје и Дортмунд во Германија. Едната помина веќе, ние бевме гости минатата недела во Белград. Следниот месец од 24 до 30 јуни сме домаќини, тука доаѓаат студентите од Белград и од Германија, од Дортмунд, и во октомври, 26 октомври до 2 ноември гостуваме во Германија, во Академијата за применети уметности, и каде што покрај работата, значи фотографирањето во Дортмунд, ќе имаме и завршна изложба од најдобрите дела создадени на овие работилници во трите града. Покрај нашиот факултет ЕСРА учествува Академијата Нова од Белград и Академијата за применети уметности од Дортмунд. Целта беше да се разменат искуства помеѓу студентите од овие наши академии, да работат заедно на една тема. Од секој град учествуваат по 8 студенти, кои што вкупно се 24 студенти, кои што ние формиравме 8 групи по 3 студенти, во секој група имаше од секој град по еден студент, и студентите избраа заедничка тема. На крај, мислам, секој да си имаше посебна тема и од сите ги избравме најдобри работи што беа направени, сите раскажа по една урбана приказна. Конкретно таму каде што се наоѓа работилницата, таму беа создавани фотографии. Да, сите од овие градови, значи се дел од фотографскиот интерес на студентите, значи тие се снимаат градовите, заедничките нешта кои што ги поврзуваат овие градови, разликите помеѓу тие градови, и на крај во Германија, кој ќе биде изложбата, ќе видиме што е заедничко, што е различно помеѓу овие 3 града. Дали често организирате вакви работилници од овој тип со размена на искуства преку студентите од различни земји, колку е тоа значајно за нив? Па, бидејќи нашава катедра е релативно млада катедрата по фотографија, ова ни е прва меѓународна работилница каде што учествуваме заедно со студенти од други градови, и јас мислам дека ова е доста значајно за нашите студенти. Мислам, нивното мислење ќе го слушнете и вие, но ова искуство каде што тие 7 дена постојано разговараат за фотографија, фотографираат и живеат со фотографијата и со луѓе кои што се занимаваат со фотографија, јас мислам дека тоа е адекватно на еден семестар предавања и теоретска настава. Ова резултатите беа доста добри, кои што ги оправдуваат овие работилници. Колку години конкретно трае катедрата по фотографија тука на ЕСРА и каква е заинтересираноста на младите студенти конкретно да изучуваат ова? Катедрата по фотографија е 3 години, значи пред 4 години е формирана. Студиите, основните додипломските студии траат 3 години и имаме акредитирани од минатата година, акредитирани се постдипломски студии кои што се во траење од 2 години. Заинтересираноста за фотографија е, ние сме задоволни од студентите колку се заинтересирани, односно од младите колку се заинтересирани за нашите факултети, за нашата катедра. Нашите групи се мали групи, како и секаде во светот на вакви академии, тоа се 3, 4, 5, 6 студенти, не повеќе, затоа што се работи многу практична работа и немаме услови за поголеми групи.
Така да Изучуваат се еквивалентни на пример катедра по фотографија од останатите земји каде што се изучува. Секако програмата е многу слична со Белград, со Загреб, Бугарија, Софија, Нови Сад, академиите, значи имаме слична програма. Покрај фотографија има и други предмети кои што ги изучуваат, значи има и теоретска и практична настава, така да нашите студенти после дипломирањето се спремни да работат и комерцијална фотографија, модна фотографија, рекламна фотографија, студиска фотографија, значи, а се спремни да работат и документарна, новинска и фотоинсталации, значи фотографија надвор од фотографскиот медиум, едно можете да се занимават со малку поширок, да ја третират фотографијата во еден малку поширок поим. Огледно тоа дека ова прв тип на вакво изучување на фотографија кај нас, верувам дека е навистина од голем, доста значајно. За жал, јас секогаш велам за жал, ние сме единствена катедра по фотографија во Македонија, формирана пред 4 години. Другите факултети, значи другите држави тоа го имаат поодамна направено. Доста значајни сме за Македонија, затоа што ја се надевам дека со текот на времето и другите факултети, и државните и приватните факултети и универзитети ќе отворат катедра по фотографија, така да ќе имаме со кого да разменуваме искуства и тука во Македонија, не само надвор од Македонија. Зоран Шекиров, еден од студентите на ЕСТРА, поточи на кабинетот за фотографија, кој што беше дел од оваа работилница во Белград и од останатите две кои што ќе бидат во Скопје, во Дортмунд, во Германија. Еве, кажи ми, какво искуство беше ова за тебе, колку значеше лично за тебе ово искуство и повеќе околу фотографиите кои што ги создававте, особено тоа дека се урбани фотографии? Значеше многу поради тоа што бевме по 8 студенти од секоја држава и бевме групирани по секој си имаше, беше од Србија, Македонија и Германија и бевме по тројца во група. И навистина имаше што они да видат од нас и ние имаме што да видиме од нив. Така да ова го сметам за едно одлично искуство, но ова е само почеток, ние продолжуваме сега да бидеме домакини, да ги пречекаме германците и србите од нова академија и Академијата на примерените уметности во Дортмунд. Ти си втора година на кабинетот за фотографија, еве си имал среќа да дочекаш и да можеш професионално да научиш како се работи со фотографија. Колку си ти за... Освен студентите имаше професори од странство, од Германија, и навистина беше огромен предизвик за мене и за сите студенти од ЕСРА. И еве ќе го земам за пример мојата тема на фотографирање во трамвај. Патував секојдневно по 7-8 часа да направам добри фотографии од тие 7 дена, а исто така и моите колеги, студенти кои максимално се посветија и покажавме како факултет, како држава, како екипа, дека знаеме да бидеме креативни и максимално да одработиме професионално да работиме. Твојата предолба е фотографија, верувам по завршувањето на ЕСРА, професионално ќе се занимаваш со... Да, нормално. Вероника Трпковска, исто така учесник на овие фотографски работилници Урбанити, еве, нешто повеќе за твоето искуство. Вака, фотографијата сама по себе бара индивидуална работа, значи оваа работилница представуваше еден голем предизвик за нас пред се. Сметам дека така го доживеа и србите, а и германците, бидејќи да се работи во група со некој што навистина има различен карактер, различно гледање на фотографија е дефинитивно голем предизвик, така да мислам дека сите научивме по нешто од оваа работилница и дека на крајот на октомври дека ќе има голем резултат, дека ми се исплатило сето ова. Најуспешните фотографии од студентите ќе бидат изложени на изложба во Дортмунд на крајот од работилниците.